Добро вечер. Договорот е мртов или да живее договорот? Тоа е дилемата деновиве, откако обврските за спроведувањето на обврските од Пржино завлегува во се поголем ќорсокак. Јавноста во се поголема неизвестност, партиите во се подлабок инет, а странските гарантори во се поголема нервоза. Еве што донесуваме вечерва во топ тема. Амбасадорите со повик до Груевски за одговорност, до опозицијата за доследност. Последни апели или предупредувања. Може ли да се врати во живот договорот од Пржино? Дали опомената за белоруска судбина е само закана или реалност? Да, тоа се само дел од прашањата за моите вечерашни гости, господин Арсим Заколи, поранешен амбасадор и политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. Универзитетскиот професор и исто така поранешен амбасадор Нано Ружин. Добро вечер и добре дојдовте. И политикологот господин Љупчо Ристовски. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Како водат во оваа дебата, сакам да ве потсетам и вас и гледачите на вчерашното предупредување или, како што многумина ја нарекоа, втората изјава без преседан или демонстрација пред владата на амбасадори. И одиме прво со изјавата на амбасадорската шесторка. We urge ВМРО ДПМН to demonstrate the required commitment and to implement the agreement in a constructive and urgent manner and with good faith. We believe implementing the Pržino Agreement is the best path out of this political crisis. We called on Prime Minister Gruevski to empower his team to finalise agreement on the unresolved issues in the Pržino Agreement and to implement the necessary reforms quickly to ensure a level playing field for credible elections with national and international recognition, as well as accountability for possible wrongdoing. We expect the Special Prosecutor, appointed by a unanimous vote in Parliament, to be given the resources requested to allow her to take on the important work ahead. We have urged SDSM, for their part, to continue to fulfil their obligations arising from the political agreement, including the commitment not to publish any further wiretap material. Governments, and especially their heads, have a special responsibility in times of political crisis. Should they act immediately and clearly indicate through actions that they are taking this path, the international community stands ready to support that effort. Прецизни, јасни и директни пораки кои согласно македонската традиција, како и секогаш, различно се читаат. Одговорот од премиерот Никола Груевски, кој беше директно прозван, прво дојде преку статус на Твитер, во кој напиша дека народот одлучува кому ќе му ја даде довербата. Денеска дополнително ги појасни неговите ставови. Еве што каже. Работните групи се во постојана комуникација со олеснувачот. Наш интерес и интерес на државата е да има спроведување на договорот и ние сме многу посветени на тоа колку што е можно побрзо да се случи. Во однос на прашањето поврзано со коментарите на представниците на меѓународната заедница, јас сакам да го поздравам нивниот ангажман за помагање и олеснување на овие преговори. Мојот коментар на Твитер не е ништо друго, туку потврда на тоа што е реалност кога доаѓаат изборите. На изборите одлучуваат граѓаните. И воопшто не е во колизија со напорите што ги прават представниците на меѓународната заедница да ја помогнат на Македонија за побрзо да се надмине сегашната ситуација во преговорите. За сега немаме таква одлука во смисла на организирање на јавни собери, а за крвово сценарио ниту некогаш сме помислиле, ниту некогаш ќе помислиме. Може би тоа некој друг да го помислува, но сигурно тоа не е и нема да биде ВМРО ДПМН.
Тоа беа изјавата на амбасадорската шесторка и реакцијата на премиерот Никола Груевски дадена денеска по неговото враќање од службен пат. Господине Заколи, би почнал со вас и тоа со првиот сегмент. Прво со пораката на амбасадорите. Ова е втор пат да излегуваат на ваков начин пред владата со вакви директни пораки. Дали е тоа, како што некои коментираат, дипломатска дрскост или израз на сериозна загриженост за состојбите во земја? Би почнал некаде, може би, со една друга формулација, дека вчерашната изјава и ставот и содржината повеќе наликува на политичка порака, на политички став, колку на дипломатски став. И самото сценарио и изведена сценографија пред владата требаше да даде еден призвук на драматичност на состојбата и да привлече внимание. И тоа консеквентно прво беше на ниво на заменици амбасадори, а потоа да се дигне на повисоко ниво на самите амбасадори. Но во основа станува збор за држење во каков таков привид на живост на Пржинскиот договор, по една форма на зомби, кој веќе наликува на Охридскиот рамковен договор. Како договор постои, како дух воопшто не. Тој е изгубен. И во овој момент мислам дека и амбасадорите си имаат најдено една ситуација во која тоа не може да го префрлат вината веќе само на некој Муса Џафери, како референтна точка за рамковниот. Туку полека разбира дека си имаат најдено во истчанец со господинот Груевски, дека одговорноста паѓа на нив. Но мислам дека ова не е никако не може да се свати како еден момент за триумф на господинот Груевски, напротив. Тој останува таму каде што е, на истите позиции, кои не се баш поводи за него, но воедно мора да кажам дека севкупната состојба сега е веќе причина за да не претерувам загриженост во опозицијата и за низиниот молк денешен, кој е некако не е достоен на севкупната состојба. Тие како да препознаат дека пораката е упатена многу подиректно до премиерот и затоа и не... Но знаете што има едно поважно прашање, зошто ова недела се создадена таква тензија на напнатост во кој се очекува, не знам, се зборуваше за барикади, па имавте чувство дека до наутро веќе ќе почнат судири. Знаете, има една мала нота овдека која го заскава господин Груевски. По последната изјава на американската амбасада стана јасно дека односот е веќе кон нас како кон протекторат. Тоа е прашање кој задира директно во тој кредибилитет на ВМРО, ДПМН и Груевски како она што сака да се представува дека се тие секогаш во контрола, дека се тие господари на ситуацијата. И вчерашното негово обраќање дека народот ќе одлучува е обид за да се врати тој кредибилитет дека тоа е се уште тој што одлучува. Во оваа ситуација неговиот однос кон амбасадорите е сведен на третирање на нив како на пињати. Може да се удират, тие се платени за тоа во ред, но внимавајте го добро неговиот вординг. Тие зборови не смее да ги упати ниту кон Брисел, ниту кон Берлин, ниту кон Вашингтон. Така да ова е една убава сценографија, на убава игра за негово држување во некој вид на кредибилитет. Но, јас бидам кажам тоа, порано стојувам на тоа. Македонија е де факто протекторат. Но с обзир на тоа што во оваа земја сите потези се влечат од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ, тогаш не треба многу да се размислува кој е инструментот на протекторатот денес. Господине Ружи, како вие гледате на оваа изјава? Имаше една интересна констатација која што ја изнесе поранешниот министар за надворешни работи Денко Малевски, кој што рече ова е преседан, практично ако се следи целата таа символика, целиот тој екстериер околу начинот на давање на изјавата, ова беше демонстрација на амбасадорите пред владата. Прво мислам дека ова е најголемиот и најкритично демарш на меѓународната заедница од осамостојувањето на Македонија до денес. Значи, ние не се сеќавам дека во нашата историја, понова, значи, од 91 наваму, сме имале таков однос од страна на квинтот, значи петорицата плюс 1 Соединените Американски држави, кон највисокиот функционер во Република Македонија, тој е премиерот.
Второ што е забележливо е дека ако ја следиме реториката на кажаното, тие во првото обраќање, значи од 23 октомври, а и во второто обраќање, мислат кога зборуваат на пржино, на реализацијата од она што е договорено и негова имплементација со почитување на датумите. Но она што најмногу е смешно во оваа ситуација, одговорот на Груевски, тој зборува како да некој му зборува за некои хипотетични избори. Тие не спомена никакви избори во своето обраќање. Тие кажаа само дека владата е одговорна и таа мора да ги имплементира овие договори. А тој вели народот одлучува на избори. Точно народот одлучува на сите избори, а не амбасадорите. Тоа е сосема во право. Добро, тоа беше само кратка порака, ќе го дискутираме тој дел, бидејќи тоа беше кратка твитер порака со која тој преупати на неговиот говор од 23 октомври, каде што меѓу другото беше содржана и онаа порака: ова е Македонија, ова е нашата татковина, ние одлучуваме, ние ќе решаваме за нашата судбина, не некои странци и така натаму. Вториот елемент битен е што тие амбасадори не решаваат автоматски или автономно за нешто, туку тоа се практично директивите на нивните главни градови, значи на нивните надворешни политики. Тие може да се викат сосема поинаку, меѓутоа реакцијата ќе беше иста. Со други збори, амбасадори се само извршители на нешто што е веќе упатено од Вашингтон, од Берлин, од Париз и така натаму. Затоа не треба да се свата дека амбасадори се нешто што тие играат некоја собствена игра во Република Македонија. Тоа е улогата, практично позицијата на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. И тоа не треба да се заборави. И третиот елемент е, што е исто така битен, е што во овој контекст Република Македонија има сериозни обврски пред истекување на оние неколку денови за изготвување на препораката за отпушување на преговорите, кое што исто така една битка со времето, кое што предпоставам дека Република Македонија овој пат ќе ја загуби и ќе добиеме практично нема да умине. Добре, ќе се осврнеме и на тоа. Господин Ристовски, која е вашата оценка? На почеток треба да почнеме од самиот извор на проблемот. Ние на домашната политичка сцена и предпоставам домашната јавност точно има детектирано кој е изворот на проблемот. Тоа е оваа методологија на владење во последниве 9 години. Методологија на владење која што правдата, слободата и еднаквоста готово ги урниса и оттука на поведок и урнисување готово на сите столбови на демократијата во државата. И оттука сосема прецизно е детектирано падот на индексацијата на демократијата на Република Македонија во годиниве што помина, и падот на индексацијата на демократијата во суштина значи дека Македонија назадува во својот демократски капацитет. Оттука се потенцира автократскиот модел на владење. Но вчера, после изјавата на амбасадорите, тој автократски модел на владење, оваа методологија на владење во Македонија доби титулар. Значи, титулар во името на личноста на премиерот Никола Груевски. Што го препознавате? Затоа што директно обраќањето на петорката беше до премиерот, лично до Никола Груевски, застанати пред влада, се обратија директно на премиерот Никола Груевски. Оттука, значи, врвот на кризата доби свој титулар. А оттука, ако излечеме заклучок, безпредметни се преговарањата што ги спроведуваа со работните групи. Луѓето во тимот на работните групи ниту имаат легитимитет добиено, ниту имаат одврзани раце самите да може да ги водат преговорите и разговорите и самите да носат одредени одлуки. И тоа е она со кое што меѓународната заедница во овој момент се соочува и тие полека разбираат и сваќаат дека излезот и решението според нив е повторно кај титуларот. Секако за оваа состојба придонес има и односот на меѓународната заедница во сиот овој изминат период во последниве 9 години од владење. Јас препознав
една така наречена апизмент политика. Тоа е концепт, ако се сеќавате, на Невил Чемберлен, британскиот премиер 37-40 година, кога тој правеше постојани концесии и отстапки. Таа апизмент политика е постојано концесионирање, кога вие гледате дека некој ги назадува демократските процеси, дека автократски владе, дека имате опасност да се навлезе во друг правец, се урнисува тотално демократијата во еден систем, вие во име на некои предпоставени идни очекувања или надежи дека нешто ќе се промени сепак во подобра смисла, фактички го охрабрувате носителот на тој автократски модел и таа автократска методологија на владење да ги урнисува и понатаму сите тие столбови. Сите знаеме, во политичките науки ние посебно знаеме дека степенот на развојот на демократијата директно определува... Сакате да кажете дека политиката на меѓународната заедница овдека во изминативе години го поттикнуваше тоа што го имаме сега како криза, која кулминира се повеќе и повеќе? Тоа е еден дел. Значи, тоа е едната страна од медалјонот. Изворот на проблемите е внатрешен, кај нас. И секој пат ние и нашиот модел на владење и избор на тие што владеат и управуваат со државата, значи, тука е првичниот извор на проблемот. Меѓутоа, дополнителен поттик на тоа е секако овој однос на меѓународната заедница во изминативе години, што допушташе и дозволуваше да едноставно се провлекуваат одредени назадувања во демократскиот капацитет на државата. А тоа е основата. Ако сакате да имате одржлив економски развој, една од теориите во политичките науки говори дека мора да расте демократијата. Ние наместо да одиме кон полна демократија, ние се симнаме во хибридните режими. И тоа е сериозна работа. Знаеме исто во политичките науки од теоријата дека две полни демократии никој пат не војуваат меѓу себе. И сега наместо да си го фатиме овој правец на правда, на еднакост, на слобода, да ги зацрстуваме столбовите на демократијата по сите остови во Македонија, за да понудиме известна перспектива на генерациите што доаѓаат, ние дозволивме и ние внатре, но и меѓународната заедница тука, пошто има сериозно влијание, да едноставно состојбите назадуваат во сите правци. Дојдовме до една ситуација која што е врв на кризата и ова обраќање на амбасадорите беше сериозно предупредување и за владата, но и за државата. Таму има и една реченица која е директна закана дека постои опасност, нели, да ја изгубиме препораката. Да, ќе ги анализираме тие клучни три пораки. Оно што би сакал се уште околу самата порака. Господинот Ружин рече демарш, остра порака, вие велите политичка порака. Вообичаено демаршите се пишуваат писмено, завршуваат меѓу 4 зида, за некои се дознава, за некои воопшто не се дознава, а ги има. Дали ова излегување јавно пред владата, имајќи предвид дека предходно во петокот имаат тет-а-тет средба амбасадорите со премиерот, значи дека тие разговори, тие обиди за притисок се практично безуспешни, да не говориме за она што сите го очекуваме да произлезе од така наречената преговарачка маса. Мислам дека професорот Малески кажа денеска и ја се слушам, размислував дали има некој преседан во една таква форма на презентација, но потоа ми стана јасно дека можеби преседаните се резервирани за нормални средини, ние сме на Балканот. Следствено што сме на Балканот, тогаш понекогаш треба не само писмено, туку и физички да се излезе, да се разбере и обичниот народ, ако една демонстрација на сериозност и на озбилност. Но затоа пак во декорумот и во сценариото можеме да бараме и пораки и се тоа. Има една мала нота да се разберем. Има во сета оваа игра, имаме 4 играчи директни политички партии, имаме меѓународната заедница, имаме еден дел кој никој не збори за неа, тоа е општеството. Со општеството никој не комуницира. А амбасадорите веќе чувствуваат дека тоа општество полека ги става и нив во таа рабенка на виновници, па дури веќе се приближно на иста мерка на обвинување или превземање одговорност за состојбата што се случува не само кај нас, туку и во регионот, а таа одговорност е огромна. Тука се особено забелешките, бидејќи токму на нивно инсистирање и на нивниот избор на овој формат, инсистирањето на таа дискреција на преговорите, исклучено е цел сегмент од граѓанското општество кое што
преку протестите претходно покажа дека има и своји барања и дека има и своји потреби кои смета дека треба да бидат задоволени и одговорени во овој процес на демократизација на земјата, ако е целта на Прежинскиот договор тоа. Вие употребивте еден збор кој веќе никој не го употребува. Демократизација. Знаете што се случи оваа година. Првата половина беше обвеана во дух на еден демократски импулс. На луѓе кои бара отчетност, бара демократија, бара одговори на прашањата. И тоа е моментот кој беше неповолен како за власта, но тоа е добра мерка и за меѓународната заедница, бидејќи се најде во небрано. Земете ги изјавите, земете ги ставовите, земете ги интервјуата на меѓународните представници, на амбасадорите. Ќе приметите едно тивко бришење од вокабуларот на зборовите како борба против корупција, борба против криминал, демократија. И со тоа они се враќаат токму во прегратката на господинот Груевски Ахмети, бидејќи сето она што се обидува во последните неколку недели, како господинот Груевски, во содейство со господинот Ахмети и со господинот Тачи, и за жал со една кратковида политика на СДСМ, е враќање на приоритетот стабилност наместо демократија, бидејќи тоа е полето во кое они може да оперираат. После овој настани во Црна Гора, после настаните во Косово, се по големите зборувања за продорот на руската дипломатија, како да они се на граница па чекаат, они се тука веќе, ја враќа таа приказна токму во оној дел, оној сегмент во кој што власта ужива. Дека ние сме гарантори на мирот, на стабилноста, сега некој таму што бара вакви демократии, слободи на печати, цензури, борби против криминали, па боже мој, треба нешто се жртвува. Добро, има и еден друг фокус, тоа е нели економијата, тоа што е најбитно за државата. Па и криминалот е економија. Господин Ружин, во однос на ова излегување од вообичаената дипломатска реторика, дали е тоа дефинитивна потврда дека договорот, преговорите на маса не ги даваат очекуваните резултати и покрај сето посредништво силно на меѓународната заедница. Денеска имаме информации дека американскиот и амбасадорот на ЕУ дури малку и се повлекуваат денови. Прво да расчистиме околу демаршот. Тоа е демарш. Значи тоа е дипломатски акт. Независно што пишува надвор, бидејќи не го дава странска држава. Независно од содржината, значи не може тоа да се нарече политика. Независно дали се работи за екологија, за демократија и така натаму за криминал и тоа. Значи тоа е демарш од страна на странски дипломати, односно надворешните Министерството за надворешни работи. Второ, државите кои што учествуваат во тоа, прво им е јасно дека се работи за една многу сложена состојба, затоа што уште на почетокот на годината кога зборувавме постоја голем број аналитичари кои велеа готови се за неколку месеци, работата ќе се заврши. Не е точно. Ова е еден изграден систем на автократија, умрежен систем кој што функционира согласно популизмот на Груевски, каде што секој го контролира и каде одлуките се носени согласно сврзаноста на државниот и партискиот апарат. Трето, околу судбината. Јас сум оптимист затоа што реакцијата на меѓународната заедница ќе биде по-директна и по-жестока после ова двоумење, првото или негирање од страна на Груевски, кој сакаше да се обрати на народот. Тој всушност се подготвува за избори и неговата порака беше всушност порака кон популусот. Кон оној популус кој што тој демагошки многу добро го манипулира со познатите популистички методи. Впрочем, едно од принципите на популизмот е народот е главниот, народот одлучува или си со мене или не си со мене. Значи, народот е моето божество и тој одлучува. Тој практично кажа народот одлучува и тоа е точно, навистина народот одлучува. Меѓутоа, на кој начин, со кои механизми, на која манипулација, има две форми на манипулација, едната е насилна, другата е значи со заплашување и втората е со додворување.
И сега кога во целиот тој контекст ќе ја ставиме судбината на договорот од Пржино, нормално се одма имаме една реакција дека договорот е готов. Договорот не е готов, тој е на маса. Притисокот ќе биде толку силен што ќе мора да се имплементира. Единствено ќе се губи во време. Иначе, Груевски има една мала предност. Знаете што? Груевски има една мала предност исто како советските лидери на времето или Путин. Амбасадорите се менуваат, а тој останува истиот. И во почетокот тој ги освојува со своите гестови и така натаму, луѓето се заминуваат, од време на време некој ќе каже нешто како фуере на времето, меѓутоа овој пат тие се сериозни. Зашто? Затоа што Македонија е навлезена во агендата на Европската унија и на Соединетите Американски држави. Дури предпоставам дека Македонија е еден вид лабораторија за целиот Балкан, секаде каде што има корупција, каде што има популизам, каде што демократијата е загрозена, каде што новинарството е маргинализирано, каде што има политички затвореници. И токму тоа е главниот влог на целата оваа приказна. Што би значило тоа лабораторија? Па, тоа е експеримент. Еве, за сузбивање на тие појави, бидејќи ништо не се прави за сузбивање. Точно, за сузбивање на тие појави се согласувам со колегата дека Европа до сега постојано повеќе ја ценеше стабилноста отколку демократизацијата, како тоа е некој вид домен за НГО, за невладини организации, екологисти и така натаму, а битно е стабилноста. Меѓутоа, овој пат стабилноста, демократизацијата изегува прв план, а еве пример зошто поглавијата со кои што почнува Црна Гора да преговара се всушност поглавата 23 и 24 кои што директно се однесуваат на правната држава, на слобода на медиумите, на поделбата на власта, на независноста на судството, на битката против корупцијата и така натаму. И вториот дел на 24 е стабилноста. Така што имаме добро, еден тоа таков има контекст. и во извештајот на Приби, ама до таа агенда ние никако да стигнеме. Господин Ристевски, со вас сакам да го почнам оној друг дел од дилемата. Дали пораката е сватена? Премиерот рече дека го поздравуваме ангажманот на меѓународните представници и дека тие се многу посветени преговорите да успеат. Од друга страна, од директните учесници во преговорите слушнавме дека преговарачките тимови немаат моќ да одлучуваат, бидејќи доколку имале во спротивно, тие немаше да ги повикаат, да го повикаат премиерот, да ги овласти конечно да постигнат договор. Да, ама во преговорите тие можат да ги насочуваат работите во позитивна насока или не. Ако го имаат полниот легитимитет тие да ги водат преговорите, тогаш зошто не би ги довршиле во позитивна насока? Амбасадорите се соочија со неколку ситуации кога беше договорено на маса, па одеа на консултации, се враќа и рекоа не важи ништо од претходно договореното. Тоа кажува дека работните групи немаат полн капацитет во делот на легитимитетот да тие преговараат и разговараат. Иначе дали е сватена пораката? Мојата проценка е... Имаат ли гаранторите веќе инструменти за притисок? Бидејќи ова е на некој начин и глас на немок кога се излегува во јавност. Имаат. Секако дека имаат. Затоа рековте ќе говориме во другиот дел од емисијата. Таму има една реченица во обраќањето на амбасадорите каде што има отворена закана дека во опасност нели е доведена препораката. Да, но за тоа веќе имаме одговор од премиерот, доколку ја изгубиме препораката и таа и онака не беше суштинска и народот од тоа нема да претрпи никаква штета. Трагедија ќе биде за овој народ ако му се одземе европската перспектива. Јануковиќ се обиде тоа да го направи со Украина. Слично или ако не и исто може да се случи и со Македонија. Одземете му ја или дрзнете се да му ја одземете европската перспектива на овој народ и тоа ќе се соочите со сериозен проблем. Јас сум се уште оптимист и верувам дека нацијата има сили да се справи со една таква ситуација, со еден таков расплет на настаните. Знаете, најголемиот број на иселувања од младата генерација во последниве години е во западните развиени европски демократии, нели и во Америка, во Канада, Австралија, Нов Зеланд. Значи, овој народ добро знае каде е квалитетот на животот и кои општества се успешни за да можат тие да се реализираат себе си.
од тука европската перспектива на нацијата е највисокиот приоритет. И сите анкети тоа го покажуваат. Секој што ќе се дрзне да ја сопре таа европска перспектива или да отстрани таа европска перспектива, ќе се соочи со последици може да ја спинува со името и со сите прашања. Иначе ме прашавте дали пораката е примена. И дали оваа изјава на премиерот кажува дека пораката е примена, што би од се она што досега сме сите сведоци заедно, од сите навики и рутини во водењето на политиките во Македонија во последниве 9 години, јас сум песимист во тој дел. Дури и денеска, сега во овој момент мислам дека пораката се уште не е сватена и некој се надева дека ќе може да се поигрува со овие опомени од меѓународната заедница и ќе може да се поигрува со перспективите на целите на договорот од Пржино. Оти ако вие отворено се обидувате да обструирате во неколку фази во чекори тоа што е договорено во Пржино, тогаш вие отворено покажувате страф на јавна сцена. Зошто, ако сте вие премиер, зошто би влијаеле на ситуациите да се оспорат одредени сегменти? Страф од што или храброст за што? Страф, веројатно, од резултатите кои што ќе доведат од работата на специјалното јавно обвинителство, од последиците од спроведувањето на договорот од Пржино во сите негови сегменти, зошто би се оспориле замениците министри и сега да се тврди дека тие биле технички вакви или онакви, кога се знае што е заменик министер и никаде претходно не било договарано кој ќе биде опсегот или што ќе биде неговата надлежност во тој дел. Зборот е збор, ама различно се чита. Премиерот дури упати во својот говор дека таа порака треба на друго место да се упати. Господине Заколи, во многу написи и во многу други настапи често сте доста критичени кон меѓународната заедница. Ако се обидам различни ставови да ги поедноставам, би биле дека ги сметате дури и за соучесници или наједноставната ваша порака би била ви се враќа како што заслужувате токму од вашите пулени. Во тој контекст, дали е сватена пораката или имаат и едните и другите уште да учат, а ние уште да бидеме во неизвестност? Вие сте прелюбезен, а би рекол дека сум агресивен. И со цел. Бидејќи кога ќе имате една структура која е така занесена во една пријатна, само пофална аура на гледање низ розови очила 20 години како се создаде една криминална структура, која за време на тој црн, лош комунизам не можела ни да помисли, не во овие мерки, а они ностоп ни велат дека се е фино, на таа структура не може да и се шепоти. Ту треба да се укаже, ти си дел од проблемот. После овие 25 години, 100 пати ја кажам, пак ја кажам, ние сме лоши ученици, тоа е апсолутно вистина. Но се покажа дека се тие катастрофално лоши професори. Знаете што? Пораката на меѓународната заедница од почеток е фалична во својата природа. Во кој контекст? Во контекст на стабилноста. Советскиот сојуз беше стабилен. Југославија беше стабилна. Арапскиот свет, Магребот беше стабилен. И таа стабилност, поради недостигна демократија, доведе до дестабилизација. Но нели ги поместува сега Пржино приоритетите? Демократијата води кон стабилност. Абсолютизацијата на стабилноста води кон губење на демократија и дестабилизација. Тоа е парадоксот, што они упорно, не дека сум јас, можеби толка политиколог па сум отрил ова. Тука е тоа зошто бидејќи тоа е полесниот начин. И кога ќе видите дека тоа е насекаде низ регионот, тогаш се враќаме повторно кон таа стратегија на Роберт Купер, во која велеше дека во Балканот треба да ги примениме принципите на џунглата. Тоа е прашањето на којот господинот амбасадор Гарет не одговара. Суштинска, промената доаѓа од таму. И една поинта, ние ностоп збориме за октомври, за ноември, не, прашањето мора да се врати во јуни. Пржино, да не се лажеме. Целта на Пржино беше да се запрат бомбите. И тоа е единствениот успех. И тие бомби не се враќаат. Дайте да кажем отворено на луѓето што чекаат тик-так или манипулираат со Facebook статуси, бомбите не се враќаат. Во оваа ситуација, за жал,
ниту една од врските кои ги превзеде во име на општеството, меѓутоа заедница дека ќе достави и за специјален обвинител, и за избори, и за се поред, ниту една не е извршена. А клучната со вчера е завршена. А тоа е оставката на господинот Груевски закажана во јануари. Околу тоа се врти. Околу лостовите на моќта, а не околу принципите. Тој приод на меѓународната заедница, кој го гледаме на секаде низ регион, покажува дека тоа не е некој гаф, туку е смислена техника и механизам кој не води директно повторно во дестабилизација на сиот регион. Со ово што се случува од Подгорица па надоле, тоа е веќе евидентно за секој што сака да го види, а ние ако сакаме да мислиме дека ќе биде подобро, тоа е друга работа. Тука мораме да направиме пауза за реклами, па ќе ја продолжиме дискусијата и со дилемите како може да заживее договорот од Пржино и дали заканите за можна изолација на Македонија или како што отворено беше речено од посредникот, а веројатно со амин на истата амбасадорска шесторка, белоруско сценарио за Македонија. Останете со нас, се враќаме за кратко. Поранешните амбасадори Арсим Заколи и Нано Ружин и политикологот Љупчо Ристовски се мои вечересни гости. Пред прашањето околу тоа кои се опциите за заживување на договорот, последните тези на господинот Заколи околу тоа дека целта на договорот е само да се од Пржина и само да се сопрат бомбите, предизвика полемика и дури трае овие реклами. Прво господин Ристовски. Пред да одговорам на прашањето, сакам да бидеме малку и коректни спрема меѓународната заедница. Сепак, овие незини напори и незини обиди, иако јас не сум најсреќен што ние дозволивме да до тој степен се инволвира меѓународната заедница во разрешување на еден внатрешен политички проблем во Македонија, но сепак добар гест е од нивна страна што се обидуваат понекако да едноставно го заживеат договорот од Пржино и да едноставно се обезбедат известни перспективи на целите од тој договор. Сега, дали имаме реална основа во овој момент да се надеваме на известни перспективи или не, зависи од клучните преговарачи во тој процес. Значи, мора да настане пресврт во рутината и навиките на водењето на преговорите во наредната фаза од имплементацијата на договорот од Пржино. Тоа значи дека мора лично премиерот да свати дека секој сегмент од она што е веќе договорено и изгласано во парламентот со гарантија од меѓународната заедница ќе мора да се имплементира онака како што е запишано. И треба да се ослободат во духот да се даде потполно доверие во секоја точка од договорот. Од што би се плашеле ако се прават обструкции во таа насока? Ако има поддршката од народот, ако е се во ред во однос на рейтингот на владата, на овој начин на владење со народот, тогаш не би имало пречка во овој период да едноставно се лесно помине онака како што е и договорено, без ималку обструкции, без ималку одвраќање на одредени сегменти од договорот во поинаква насока и така натаму. Значи мора да се промени рутината и навиката на гледање на таа работа. Да, ама прашањето е како, бидејќи ако имало индиции дека тоа ќе се одвива во насока на тоа што вие го зборувате, треба, би требало, мора, тогаш немаше да дојдевме до оваа изјава од вчера, која што е јасна, ВМРО ДПМН да направи тоа, премиерот да направи тоа, СДСМ да не пишува на Facebook тик-так и со тоа уште повеќе да ги провоцира. Видите, на граница сме. Сите притисоци до сега што се направени од страна на меѓународната заедница требаше досега да бидат сватени. Сите притисоци требаше да бидат сватени и треба нормално да се очекува да се нешто промени и дојдено е до зид. Следниот чекор е да едноставно ја урнисаме препораката. А тоа е одземање на перспективата на нацијата. Ако ова некој не го сваќа сериозно, не знам, тогаш немаме перспектива известна за реализација на договорот од Пржино. Господин Заколи. Пред се, онака, зборовите треба да значат нешто, за да се има некоја смисла. Ние зборуваме за народот, дека народот гласа. Кој народ? 25% од народот. И тоа е токму тој народ на ВМРО, ДПМН и ДУИ, кој е против со нивното гласање, последниве 5-6 години, е
глас против ЕУ и НАТО. А тоа што го кажуваат лидерите, тоа не може да зборат колку сакаат. Политиките дневни и зад скривање за тие медиумски харанги, за се тоа покажува дека еден дел од тој аспект е точно на антиевропската, антиинтегративната политика и се разбира купување на гласови, купување на гладните гласови во оваа земја. И втора работа, кога зборуваме за меѓународната заедница, треба да се направи еден отклон. Дали нам ние сето ова е да бидеме добри со меѓународната заедница или да бидеме добри со демократските стандарди? Бидејќи следејќи ја првата, дојдовме во ситуација да ние сме навистина Белорусија, но оваа Белорусија не е создадена од Путин. Тука е создадена со финансиски средства, поддршка, со лажни извештаи кои беа самите побиени од Приве веќе 10 години. Ова е Белорусија, но ова не е Белорусија на исток. Тука доаѓате пак до тезата во име на стабилноста, поддршка, односно замижување зад сите демократски девијации. Целта сепак, колку што барем јас, мислам, може би сум во грешка, но заложбата на едно општество е да стане по-демократско, по-слободно, по-толерантно и тоа е смисла на Европската Унија. Во последниве 20 години живееме под присмотра на ОПСЕ, НАТО, САД, 28 земји членки, Европска делегација, УНИЦЕФ, УНЕСКО, не знам сето кој, и дојдовме на ова. Елементарна логика е да се постави прашањето, што правите, бре луѓе, вие? Како ова се случи? Што викаат американците, under whose watch? Не е мојот, нивниот. Како е можно дали бомбите открија се на виделина, но дека не бевме сведоци, сите бевме. Работата е што не бевме како на суд да имаме доказ или снимен материјал па да го прикажеме, но тоа се гледаше на сите страни. И за жал, да се разбере, мојот критички однос кон меѓународната заедница, и верувам и на други, не е од омразата, туку од разочараноста. Ние остануваме на тој дел, но не сум спремен да во име на некакви, можеби, лични или интересни мотиви, замолчам против еден масакр на една демократија, едно општество кое се има случајно со нивен подпис. И сега повторно сите погледи се вперени кон нив. Повторно притисокот, резултатот, поместувањето го очекуваме од нив. Да, точно. Затоа ми се допаѓа и таа реакција денешна на германската амбасада, која тоа рече да, точно народот одлучува. И тоа е еден подсетник. Мислам дека Германија, за разлика од сите други во овие последни неколку години, посебно месеци, даваше сигнали. Игнорирањето на госпоѓа Меркел. Извештајот, на пример. Бидејќи да знаете што мултилатералата е омилена играчка на сите автократи. Тоа може да го видите и од овие односи помеѓу Соединена Европа и Азербејџан и во Централна Азија. Да, во Македонија одамна е познато дека таквиот тип на сигнали дипломатски не се читаат или едноставно се игнорираат кога ја имате онаа друга ситуација на замижување кон некои многу по-критични ситуации. Па, токму затоа тие сигнали кои доаѓаат од Берлин се позначени од овие други реакции. Бидејќи сепак станува за збор за едно двориште во кое директно сепак задира и во интересите на една голема сила, како што е Берлин. Тие пораки беа јасни, појасни од сите други. За жал, да подсетам, улогата на Европската народњачка партија, во која, колку беше пред недела дена, се имаше сретнато господинот Груевски, досега не дава причина да верувам дека ќе има некоја голема промена од страна на Брисел. Таа промена се очекува од Берлин и од Вашингтон директно. Другите може да помогнат со тоа што нема да одмогнат. Господин Руџин, оптимисте дека ќе заживее договорот, како? Делумно се согласувам со ова, меѓутоа не целосно. Прво, не сме да паднеме во една друга замка. Имено, знаеме дека јастребите на ВМРО ДПМН се најголемите критичари на политиката на
странците во Република Македонија, на меѓународната заедница. И секојаш барат излез во тоа, дека тие се мешат и така натаму. И сега би Добро, пораките деновиве се упатени преку дел од медиумите дека преговорите треба да се прекинат, дека ова веќе газење по суверенитетот, интегритетот, особено после тој брифинг на господинот Ван Хауте, а особено и по вчерашната изјава. Меѓутоа, изгледа дека ние како опозиција или ориентирани демократски премногу очекувавме и очекуваме од меѓународната заедница. И можеби тука излегува првиот оној негативен ефект во смисла на разочараност од незината непостојаност, ефемерност и не знам, полузаинтересираност. Не би рекол, прво, потпишање еден мощен значаен документ, тоа е договорите од Пржино, и имаме рамка. Рамка која што има големо политичко, па дури и правно значење, што беше практично потврдено и во собранието со изборот на специјалниот јавен тужител. А од друга страна, имаме, како што реков претходно, проблем со еден силен популист, автократ, кој што тешко се руши, кој што се бори за својот статус, меѓутоа и за својата судбина. Не заборавете дека во спротивно, каде тој би завршил и целата негова екипа. И ние нема тука што да се зачудуваме и да бараме сега некои детали околу тоа дека тој ете така си се брани, па не е коректен, не извршува нормално. Тоа е борба за опстанок. Борба за опстанок, значи, она еден вид Хопсова психологија, каде што политичарот се обидува да опстане во оваа џунгла. Борите, ама прашањето е како тоа да се сврти. Сега ние имаме една ситуација во која што преговорите, договорот од Пржино, се е под мраз заради заради два збора, техникал апоинтмент. Што значи тоа? Има три и сега можности. Тоа во недоглед, билатерални средби, поединечни средби, до кога тоа така и што тоа ќе значи за кризата, бидејќи има датум за повлекување на премиерот, датум за избори. Дали сето ова пролонгирање ќе води кон пролонгирање на сите тие други точки или не? Прво, мислам дека Груевски бара да добие во време, веќе смета дека времето работи за него. Второ, можностите се пак со многу, би рекол, една булдужерска политика да се вмешаат Соединетите Американски држави, веројатно комбинирана со обновување на протестите, евентуалното повторно излегување на опозицијата, бидејќи опозиција за сега е мощна кооперативна, таа се врати во парламентот, престана со бомбите и очекува реализација на тоа. И третиот елемент кој што е несакан, најнесакан и кој што го демантира Груевски, тоа е радикализација на работите во Република Македонија. Кога би дошло до радикализација? Например, кога ќе изгласат едноставно, ќе ги поништат сите оние решења во смисла на утврдување на јавен тужител во парламентот, значи практично ќе го распуштат договорот во Пржино. Меѓутоа, мислам дека до тоа не е се уште дојдено, иначе во спротивно ќе дојде до еден целосен хаос во државата. Сметам дека тој сепак доволно под, би рекол, само контрола и контрола на останатите. Но ситуацијата е многу далеко од договор и повеќе наликува на тоа кој прв да повлече нога и да излезе од договорот, отколку кој прв да преземе чекор кон консенсус. Има една од можностите, исто така беше за што зборуваше и некој деновиве, мислам дека Петар Гошев, дека постои можност за мнозинство во парламентот. Рекомпонирање на мнозинството со најавата за излегување на ДУИ, тоа е омилената тема на господинот Заколи, меѓутоа прво господинот Ристос. Меѓународната заедница премногу има вложено во Македонија. Европската унија само за 2007-2013 од ИПА фондовите има нецели 700 милиони евра. Соединетите Американски држави во изминативе 20 години имаат преку милијарда долари. Значи тоа се отприлика некаде 2 милијарди долари се вложени од страна на меѓународната заедница во Македонија доминантно во дело да се развијат демократските столбови, да се потхрани демократскиот капацитет на државата.
И одеднаш вие се соочувате преку содржината на бомбите, но и со нашата сурова општествена реалност дека од тоа фактички нема ништо. Меѓународната заедница нема да се откаже туку така од тој дел. Што значи тоа дополнителен притисок? Тоа значи на кој начин, бидејќи овие имате две можности. Или ќе ги сватите сериозно во нивните опомени дека ќе изгубиме препораката и со тоа ќе се одземе европската перспектива на нацијата, тогаш веќе се радикализира ситуацијата и се излегува на улица и тука ќе се решава ситуацијата, или ќе направите промена во вашите рутини и навики и конечно ќе сватите дека мора да се остави реката да тече по своето течение и сите елементи на договорот од Пржино да се имплементираат така како што се замислени. Ако вие постојано се плашите дека специјалната јавна обвинителка ќе има обвиненија пред изборите, со да ќе се влијае на изборниот процес, тогаш веќе вие имате мугата на капата. Тогаш вие длабоко во себе знаете дека имате сторено силен греф кој што ќе биде предмет на анализа на специјалното јавно обвинителство. Значи, вие на овој начин, со самото противење, лично на премиерот и на оваа номенклатура на власт, со самото противење и обструирање на имплементацијата на договорот од Пржино, нели, и во подхранување на оној демократски капацитет да имаме кредибилни избори во април, вие давате до знаење дека не сте чисти. Едноставно се плашите да не излезат сите тие коруптивни сомнежи и така натаму на површина и едноставно да се види бедотијата на вашата методологија во изминатиот период. Со самото обструирање вие и на јавност и праќате порака дека вината е во вас и вие се плашите таа вина некој друг да не ја дознае. Во моментов нивната методологија е, ако може да се смири, да не таласа водата, талогот да падне доле, нацијата да не може да гледа само бистра вода, меѓутоа јавноста, опозицијска и цела демократска јавност треба постојано да ја мати водата за талогот да е видлив на површина. Оти народот ќе носи одлуки на основа тоа дали гледа бистра вода или дали гледа талог. Во ситуација не имаме многу талог, ако го оставиме тој талог да се таложи, на крај целата вода ќе ја поклопи. Демократијата во Македонија е во талог во моментов. Ние сме хибриден режим, дефинирани, не е зависно председател што вели дека тоа било перцепција. Како не е перцепција doing business индексацијата? За едно е перцепција, за друго не е перцепција. Ако ние назадуваме на индексот на демократија и ние сите чувствуваме дека и вие медиумите најдобро чувствувате дека работите под сериозни притисоци. Нацијата работи под сериозни притисоци. Малите и средни предпријатија работат под сериозни притисоци. Сите работиме едноставно под сериозни. Државната администрација работи под сериозни притисоци. Страшен е притисокот внатре во администрацијата. Тоа ли е системот за кој се залагаме и се бориме? Каде оди Македонија на овој начин? И ние внатрешно ќе мора да си го решиме тој проблем. Системот кој што се пропагира е најдобри според doing business, привлекување нови инвестиции, стигна првите кинески вагони. Тоа е сликата. Тие две работи не одат една со друга. Во теоријата на политички науки одамна е заклучено дека одржлив економски раст и развој на една држава може да оди само со одржливи демократски напредоци во сите сегменти на општественото живење. Можеме ние во некоја теорија да се сместиме? Не можеме да се сместиме. Теоријата е теорија, таа е веќе емпириски потврдена како факт во политичките науки. Мора паралелно, ако сакате одржлив економски раст и развој, паралелно мора демократија да оди напред, не назад. Ако оди назад, тогаш ќе биде тоа едноставно влечење надолу на сите економски перформанси на државата. Ќе видите дека на кај вие градите економијата на трули на песочни основи. Тоа не е одржливо. При секоја наредна турбуленција вие ќе имате ронење на системот. Господине Заколи, како до кршење на мразот кој што очигледно веќе го има над договорот и избегнувањето тој да се спроведе во својата суштина? Историја магистра витаа ест. Латините пред да не ја научат и да пропаднат и самите. Заеднички именител за сите овие прашања за наоѓање на решението, дека решението едно е сигурно, нема да дојде од политичката сцена. Тоа го каже Иван Хојтел, Иван Хауте, како сакате, кој рече дека не е проблемот во тоа една партија да се смени со втората, проблемот во системот. Тоа е клучната изјава која е кажана. Втора работа, однесувањето на опозицијата покажува дека има една ноторна фалинка која се повторува. Ние гледаме опозицијата само во денешен контекст. Не, ова се повтори уште 2012. Ќотек, па идеме на избори. Па се враќаме, па добиваме еден
договор, па идеме после на преговори, па се враќаме. Но оно што го научивме оваа пролет е тоа дека всушност промената доаѓа од општеството. И во овој момент сите 4 партии го имаат блокирано општествениот тек. Таа регенерација, таа фотосинтеза која зборуваме за цело време. И последниот момент за кој мене ме загрижува, тоа е социјалниот момент. Во овој момент ние немаме ниту еден субјект кој суштествено размислува за социјалнијата димензија на граѓаните. Ние сме сведени на високо политички дебати, но демографијата, структурата на општеството се менува. Ние зборуваме за народи во контекст уште од 91-а. Кој се има одселено до оваа земја? Либералниот, прогресивниот дел. Регресивно-менталниот склоп на младите е тука, вклопен во партиите. Либералниот дел е заминат. Вториот момент. Она што, ќе ви кажам искрено, она што мене ми даваше надеж во пролет, и таа вклопеност во која нешто беше надминато. Обично ние во таа еуфорија велевме дека е надминат етничкиот момент. Не. Беше надминат онаа поделба на неколку димензии, социјални. Тука се наоѓа и академици, се наоѓа и таксисти. Тие пролетни цветови прерано пред света или беа повторно откинати пред време? Угушени, бидејќи ова е тој однос на опозицијата. Ајдете на улица, пријатно. Народот не е лифт, па со копче да го спуштате во подрум, па после тоа да го однесете на 50 спрат. Не може да е таков однос. Не можете вие да се жалите на транспарентност, а на првата прилика да предводите во таа тотално исклучување на јавноста. Знаете што, се јавуваат тенденции кои, доколку политиката, партијата, идеологијата, бидејќи државата нема способност да го направи, ќе го превземе тој социјален момент, но не на начин на кој што нам ни се допаѓа. Тука одиме со уште една кратка пауза за реклами и се враќаме со завршните зборови. Доаѓаме и до последното прашање во вечерашната топ тема за моите гости, поранешните амбасадори Нано Ружин, Арсим Заколи и политикологот Љупчо Ристовски, а тоа е дали опомената дека Македонија ја чека изолација или белоруско сценарио, како што рече посредникот Ван Хоутен на брифингот минатата недела, се само закана или реалност и што дали очекувате евентуалното неуспех, евентуалното пропаѓање на договорот да повлече од земање на препораката или не? И јас би ги сватил многу сериозно сите предупредувања на меѓународната заедница. Не е сеедно клучните меѓународни фактори, не само на македонската политичка сцена, него и пошироко во светски рамки, да упатат конечно една многу јасна порака, че тие се откажа од тој концепт на попусливост, на отстапки постојани, и овој пат беа многу јасни и прецизни. Иначе знаете дека ако останеа да бидат колебливи, те вака, те така, колебливиот е како морски бран, кога ветерот го подига, го удара во карпи и се распрскува со капки. Вашето да биде да, вашето не да биде не, се помоѓи од лукавиот. Измамата е што вие подпишувате договор, меѓународната заедница е гарант, и сега гледате на било кој начин да го обструирате тој договор. Тоа значи дека вие си го погазувате вашето да, од тука вашата кредибилност е нула. Нула е вашата кредибилност. И јавноста тоа треба да го знае, јавноста тоа треба да го свати. Опасностите се големи. Ако ја изгубиме препораката, нацијата ќе свати, а ние ќе ја помогнеме во тоа дека е изгубена европската перспектива на Македонија. Младите генерации ни отидоа надвор во западниот развиен демократски свет. Не можеме да чекаме ние неколку години да вратиме препораката и да го одложиме влегувањето во Европската Унија. Тоа е сериозна опасност за нас. Ако ова некој не го сватил, тоа ќе се соочи со гневот на нацијата наскоро. И бидете сигурни дека народот ќе изреагира правилно. Знаете, има сигнали дека они сакаат и предвремени избори, дуи се подготвува со изборни штабови, тие најавуваат дека ако договорот од Пржино не успее, ќе се оди на избори, дека дуи ќе излезе од влада и така натаму. Сметате дека е таа можна варијанта? Тоа рекомпонирање, бидејќи се чини опозицијата не го посакува, бидејќи би можело да биде искористено во против неа. Јавноста не би требало да прифати додека ние не создадеме
демократски капацитет на нацијата, на државата, за кредибилни избори, за кредибилни изборни резултати кои што на вистина реално ќе отсликаат политичката карта во Македонија, не смее да се помисли да се оди на избори. И ова доцнење веќе треба да го прологира рокот за избори. Ова е веќе јасен сигнал дека 24 април е прерано, затоа што имаме многу низок демократски капацитет. По сите основи власта е убедена дека на овој начин, со овој низок демократски капацитет, со таа покриеност на медиумите, со тоа подјармување на медиумите, фактички владее со медиумскиот простор и убедена дека владее со јавната сцена. Најлесно е за власта да оди на избори порано. Колку се одложува, толку ќе се топи рейтингот и довербата во нејзи. Инаку, јас ценам дека целосно е нарушена кредибилноста на оваа номенклатура на владење и со таква нарушена кредибилност и со такви пореметени основи на демократијата не смее да се оди на избори во април. Господине Ружин, има некои неофицијални информации дека сепак заради повеќе причини, меѓу кои е и бегалската криза, потребата од конструктивност и соработка со владата, токму поради таа криза, кредибилитетот на политиките, на инструментите на ЕУ во проширувањето досега, дека сепак нема да има одземање на препораката, дека можно е да се случи некоја меѓуваријанта на условена препорака со некаков периодичен извештај напролет, поврзан директно повторно со исполнување на договорот од Пржино и кредибилни и признати избори. Што очекувате ви? Мислам дека меѓународната заедница е премногу увредена од одесувањето на Груевски, иако работи внимателно со него, бидејќи тој е во состојба да создаде немири во државата. Нормално, дипломатите секогаш ќе ви најдат некој излез во смисла условено, како што беше поканата за членство во НАТО, меѓутоа условена, со изнаоѓање солуција за името. Јас сметам дека сепак меѓународната заедница ќе влијале многу посилно отколку до сега и ќе го услови имплементацијата на договорите од Пржино. Впрочем, денеска во веќе, бидејќи изгледа дека премиерот увиди со повеќе елементи од притисоци, од закани кои што сега ние нема да ги чуеме можеби во директна комуникација, меѓутоа мислам дека следи еден сериозен разговор со Груевски, кој што тој не може да го избегне и каде што ќе му се отворат сите аргументи со кои што тој практично ги знае сите аргументи на меѓународната заедница. Тој сега игра повеќе на тоа да добие во време, затоа што знае дека само сега би бил најсреќен на нова година и да почнат веќе оние паѓање на интересот на народот за некои политички работи, а од друга страна се потпира на таа маса која што тој ја контролира или со закани, или со додворувања во смисла на вработување и така натаму, или со закана во смисла ако не бидете со мене, следи губење на работното место. Тоа е всушност потврдена формула на сите досегашни популисти во историјата од кога постои овој феномен. И конечно, она што Европската унија и меѓународната заедница знае дека овој вид на политика практично може да ја дестабилизира земјата, бидејќи секој таков вид на авторитарен водач ја загрозува демократијата, меѓутоа демократијата која може да биде еден вид поделена демократија, односно секој што мисли поинаку да може да биде казнет или од толпата, или пак да биде казнет од судовите. За таа тема вечерва не позволувавме. Сосема на кратко, бидејќи сме при крај, што во оваа варијанта, бидејќи сте уверен во дополнителен притисок, ајде, според онаа позната метафора би било на страната на морковот што на стапот. Ја мислам дека препораката за жал ќе биде само една мислена именка за Република Македонија, бидејќи меѓународната заедница не сака само да се заканува, туку таа ќе
ќе направи нешто што ќе треба да допре до јавното мислење на Република Македонија, мислам дека ќе изгуби на препораката. Господине Заколи, би прогнозирали нешто? Да, она истата прогноза која имам уште од времето на Милошевиќ. Иако не го сакам ликот, многу ја сакам таа изрека на Никола Пашич, тоа е формулиран во наш контекст, на Македонија и нема спас, но ќе успееме. Ова се сите тие техники. Па еве ќе ви кажам, ова е веќе видено. Сите овие балкански мовљатори кои се чувствуваат за како африкански диктатори имаат една прилично банална карактерна црта. Еден обичен политичар на Балканот прво се плаши од затвор, а потоа сонува за да заврши во затвор, бидејќи другото може да му биде многу поскапо. Затоа следата најблиска корелација на ситуацијата во Србија во 90-тите. Милошевиќ имаше време да игра со партиите, имаше време да игра со меѓународната заедница. Една работа што ниту тој, ниту Груевски не може да заврши. Груевски може да победи над СДСМ. Слободно. Може да победи над меѓународната заедница. Никогаш над општеството. Никогаш. Никогаш. Тој е губитник. Бидејќи општеството се трансформира. Но за сега вешто го добива мнозинството за власт. Да, па вешто? Знаете што, дајте ми 10 милиони долари, знаете што, ќе ја направам Македонија царство на екологијата на зелените партии. Парата е во прашање. Така да он е свесен. Приказната и на господинот Груевски, за жал, она што мора да го подсетам, нема да има промена. Нема да има промена. Се додека и последниот македонски политичар не се научи да користи двојната изрека Груевски и Ахмети. Заев тоа не го нема научено. И се додека тоа не го научи, нема да биде лидер на опозицијата. Чарето ќе биде во дополнителен притисок или она што се рекомпонирања, излегување на дуи од владата, еве уште една најава таква? Господинот Груевски го разбира јазикот на мафијата. Знаете, тоа е оно од Godfather. На негова врата многу брзо ќе зачука една понуда која тој нема да може да ја одбие. Тоа е прашањето на името. Тоа е црвената линија. Дали си или не си? Само да кажам, она што беше Косово за Милошевиќ, неговиот подемни пад, тоа е името за господин Груевски. Арсим Заколи, Нано Ружин, Љупчо Ристовски, господо, ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Утре со вас во топ тема во истиот термин е Александар Човонски. Останете и натаму со програмите на Телма.